Почитувани дами и господа, ова е Министерство за комедија, јас сум Никола Тодоровски, добре дојдовте. Неделата ја красат. Протести за заедничка Македонија во 23 градови. Јас искрено да ви кажам, не знаев дека имало толку многу градови во Македонија. Сакам да кажам живи градови со луѓе во нив. Сега најлесно е за било кој протест да кажеш дека имаше висока излезеност. Во Охрид, например, тројца да излезат, тоа е одма 70% од вкупното население. Имало висока излезеност насекаде. Имат, особено од државава. Изгледа и да се прифатит платформава, лежалкиве празни ќе останат. Пред некој ден истече рокот за распишување на локални избори, веќе толку многу избори имат во државава, што не можеме да постигнеме. Види ги бе сладки колку се. Господе Боже, колку си се поштовет. Ние уште со предходниве избори не сме решени, расчистени, сега нови да се направат сметка. Леле, колку пари се потрошени за избори во изминативе 20 години. Мамо мила, да ги вложевме тие пари в кафана, почитувани дами и господа. Охо, ќе немаше нација ко нас. Па шо? Секако тие пари се трошат за некој да владе, да е главен, така? Вака сите си ојме колективно в кафана и секој ќе може да е главен на 5 минути. Секој од лепотаниве политички ќе може да порачат по една песна. А шом сме в кафана, одма сите, рацете горе и сите ќе му играме на песната. Сега истото се прави. Сите играме. Некој кој што ни свирит, само што сите луѓе се на улица и париве се трошат за кампањи место за в кафана. Иначе ние пак си играме по песната. Абе, не е да ни дај некој пари од надворешни инвестиции нас македонциве. Ние одма за избори ќе ги потрошиме. Почитувани дами и господа, ова беше недела на шамари. За сите нас. Али Фрчко мислам дека победи. Предходнава недела прво председателот ни сервираше ко Џоковиќ, ама Фрчко каков слайс мавна. По. Што ми е страпничка ти материна Помировска? Бршва од тебе! Брши тебе у писку материна! Регал! Ауч! Паше во 2 дена ко после заболекар се има досеќано. На снимката се гледа дека 2 момчиња му приоѓаат на Фрчковски, не можам да речам лепотани, пошто се скриени со качулки, а трето непознато лице снима со мобилен. Овако скриена камера испадна. Само што момчето после шамарот глата не знаеше кај му е. Заборај да му речи на професорот: професоре, мала шала, скриена камера, малце да се пошегуваме. Еве, почитувани дами и господа, младите во Македонија во неможност да се занимаваат со спорт и рекреација, измислуваат друг вид на забава. Провоцирај го професорот. Нов спорт во Републикава, кој обично се игра во тројки, еден снима со мобилен, еден те јачат, ти викаат: ој му брат, ој му не знајт. И еден што ќе окркат шамарот. Браво, значи најхрабар беше, медаља одма да ти се дај. Колку појќе шамари и клуци, толку подобро. Појќе поени, исто ко покемон да си фатил. Ова воопшто беше недела на, така да речам, алтернативни спортови, како на пример дебата во 100 минути со пречки. Зошто тогаш не ги пречеше? Тоа е платформа на албанските политички партии во Македонија. Ајде да зборуваме за прашањата и како тие се однесуваат за Македонија. Добро бе, брат. Добро бе, брат, добро. Не се нервирај. Прочитај, човече, ке Значи, јас прочитав, кажете ми која точка од платформата јас да учествувам во твоето дообразование. Ако нема потреба, кажи. Ево, Пајо, на средина. Не, се додека вако. Пошто дозволував господинот пратеник. И ние во студиото, инспирирани од стилот на комуникација, направивме мала дебата за неколку исклучително важни прашања. Со нас се нашите гости, ве молам, представете се.
Ви благодарам. А што мислите, кој е виновен, да не речам крив, за политичката криза? Добро, а дали постои некакво решение за излез од кризата? Само момент, имаме и слушател на линија. Ало, кој ни се јавува? Повелете, поставете прашање. Еве, почитувани дами и господа, дел од гостите ја напуштија дебатата. Се надевам дека емисијата беше полезна и дека успеавме да дадеме каков таков одговор на овие вака важни суштински прашања. И сега вака просветлени одиме понатаму. Wikileaks предупредува и телевизорот може да шпионира. Откако Wikileaks објави дека ЦИА имала тајна програма за хакирање, на сите им е јасно дека камерите и микрофоните на мобилните телефони лесно можат да станат алатка за прислушкување. Видете. They can turn my TV into a spying device. What happens when I turn it off? When you turn it off, it's not actually off. A lot of people remember the little red light. Right. That means there's still a computer in there, and it's listening for the remote to call back again to turn on. Otherwise, it wouldn't be able to do so. So what the CIA can do is they can latch into that, and even when the TV is off, they can still listen to the microphone that's in the television. За сите оние што бегале од часови по англиски, експертов рече дека дури и кога смарт телевизорот е исклучен, тој не е сосема исклучен и дека ЦИА може да те шпионират. Леле не, сега ЦИА може да дознае како вистински реагирам кога ќе гледам турска серија. Söyle sultanım. Seneler evvel bana bir şiir yazmıştı. Onu işitmek istiyorum. Söyle kaldı Opa ya. Ciğeri de mucizeden acayip. Varım. Sevgilim. Сепак, пред да почнете да смислувате најразлични сценарија, експертите посочуваат дека ваквите програми за наблюдување не се наменети за обичните смртници, тоа е за масовен надзор. Значи, освен ако не си покажал дека планираш да дигнеш нешто во воздух, никој нема да се занимава со тебе, така да олабајте се. Еве, ние направивме една мала анкета од што се плашит обичниот граѓанин кој ќе се спомнит прислушкување. Леле, да не разберат за која партија сум вистински да ми избркетот на работа? Ау, ако излезит муабетот во јавност, Михаела ќе разбери дека после работа ја оговараме. Жена ми ќе разбери дека кифлиците што ги правит ги јадам ради мир во куќата и ич не ме бендисват. Ау, некој як ми влезит во телефонов, ќе разбери дека ги имам даунлоудирано сликите од Мелита. Заменик помошникот американскиот државен секретар Хуит Брајан и со став за кризата во Македонија. Еве, почитувани, колку сме битни во светов, што ме за нас искаш вид став заменик на помошникот, на заменикот на брат од зет за прва брачеда на американскиот секретар, трет брат лево, бела врата е, нема да ја сгрешите. Тој изјави дека политичките партии треба да ги тргнат настрана тесно политичките интереси и да ја стават на прво место. Што ако не благосостојбата на граѓаните? Абе, ако не се грижиме ние како нација за ситни партиски интереси, ние нема да знаеме да живееме. Просечен македонец, макијато да порачат, тоа го прави со ситни партиски интереси. Дај едно макијато со појке СДС и малце ВМРО од озгора, на тацна од дуи и донеси го надвор. На платформа ќе го пијам. Да ја ставеле благосостојбата на прво место. Ние години
Веќе живееме во кисело состојба и зато Туршија ни е државава. И кој стигна, салата не прајт. Ке одолее ли Иванов на насмевката на Хојки, ако се сретнат, дефинитивно, барем во првите 5 минути ќе имат двобој на насмевки. Од нашиот председател Будо е насмевкава. Скриена. Се искинавме од смеење. 8 март, тој светел празник во кој жената е воздигната на пиедестал во општеството. Ние сме многу далеку од рамноправна позиција во ова општество. Тоа е покажано во сите меѓународни извештаи, тоа е покажано во нашите национални извештаи, тоа е покажано во извештаите на граѓанските здруженија тука. Абе, сестро, не треби ти извештај од странство за да видиш во каква позиција е жената во македонско општество. Сврти се наокол, одма ќе чуеш. Ојмор, донеси салата и ракија. Но затоа е тука 8 март, почитувани, на кој децата прават честитки од тафет папир за своите мајки. Да, за мама честитка од тафет папир, за учителката најнова колекција од Нивеа. Така беше претходно, ама повеќе не. Наставничките не смеат да ги носат дома подароците поскапи од 1000 денари. Тие не смеат да примаат подарок поскап од 1000 денари, а доколку тој што го подарува инсистира да го примат, тогаш наставничките мора подарокот да го пријават кај директорот. Да го предадат и таму да си остани. Епа, среќен 8 март, директоре! Сега има да бучит канцеларијата од столни лампи и лустери. Сега наставничката кој ќе ги го дат поклонот, место фала ви не сте требале, ќе викат, добро не можевте нешто од 999 денари да купите? Како да го земам сега лустерот? Директорот ќе ми го лустрира. Лустрира наставнички. Осеќам дека и тие ќе излезат на протести деновиве против законот кој оспорува основно поштување на наставнички за 8 март. Порано, најглупо за 8 март беше маш учител да си, пошто единствен контакт со поклон е кој им помагаш на колешкиве да си ги однесат подароците до вкола. Сега скоро исто е, дали си учител или учителка. Сега ако им подарат колекција со гел за туширање над 1000 денари, ќе треба во училиштето да се капат учителкиве. Следната година кутра наставничка ќе им речит, значи, драги деца, ве молам, што сакате купвете, само немојте купка за тело, пошто еве веќе година дена в школо се капам, не можам да ја дотрошам купкава, мъж ми не ми верви, проблеми во браков ќе ми направите. Така да, внимателно со подароците следниот пат и не заборавајте фискална да однесите до директорот. Македонските јавни личности испратија пораки за меѓународниот ден на жената 8 март. Јас сум стварно во еден внатрешен конфликт. Дали да го честитам 8 март, без разлика што помина, на жените или не, затоа што од ден во кои жените се избориле за своите права, 8 март се претвори во ден за зголемена продажба на саксиско цвеќе и ефтина козметика на големо и мало. Некако кој ќе очеститам 8 март, ми е код да викам, значи браво жени, се изборивте за своите права, не го очекувавме тоа од вас, изненадени сме, ама сепак продолжете така, само напред. Ако 8 март им е најсветлиот празник за жената, тоаш 9 март е најдепресивниот ден. Тоа е ко понеделник само за жени. Значи, таков низок третман стварно не заслужуваат дамите, затоа што стварно се специјални, откачени, комплицирани. Еве, успеав да начекам неколку мудри мисли за тоа колку се жените спешал. Да знаеш како да ја доприш без да ја доприш, тоа е нешто што многу ќе ја допри. Сите сме допрени од оваа мудра мисла. Еве уште една. Љубоморна жена прави појака истрага и од FBI, така да момци со темни скриени сценарија
пазете што правите за ваше добро. Жена може да те игнорира толку многу што ќе почнеш да се сомневаш дека вистински постоиш. Дефинитивно не сакаш непријател од женски род, вервете. Еде како си се охрабруват меѓу себе. Биди таква жена која ќе се разбуди. Дјаволот да вика: бегај се разбуди оваја. Кога жена ќе речи добро, тоа значи дека завршви расправијата затоа што таја знај дека е во право. И кога ја прашаш што ти е, и ти одговори ништо, да знаеш дека имат нешто. Не да имат бучит, бегај, војна се спремат. И ти треба да си загрижен, да се потрудиш одма да откриеш што е тоа ништо. Ако жената ти речи повели, ајде, тоа не значи ти дозволувам. Тоа значи пробај повели, па ќе видиш што ќе се деси. Ете, зато се толку прекрасни дамите, девојки и жени. Министерството за комедија целосно ве поддржува, вие сте вечна инспирација, бидете слободни и луди. Животот е убав со вас.